во сите кризи кои што досега се појави овие месец дена, оваа влада покажа вонредно голема неподготвеност. Не зборуваме тука за големи кризи, не зборуваме ние за 2008 или 2009 година кога светската економија имплодираше. Ние зборуваме за мали кризи, ние зборуваме за запален отпад во струга, кој што 10 дена пожар не може да го угасат. Ние зборуваме за обична мала поплава во Порој Тетовско, каде што до ден денес, скоро месец дена после тоа, ниту е направена проценка на штета, ниту се извадени багери, ниту е нешто санирано, ниту било што. Значи, зборуваме за мали кризи, па имало во Македонија и порано берба на праски, па не била ваква состојбата. Не дека секојаш била лесна. Значи, нели, земјоделството секојаш си баре и работа и специфичен сектор е, пласманот секојаш бил проблем. Знаете, ние пред година-две имавме ситуација каде што секој месец по една-две фабрики или се отвораа во Македонија, или се поставуваа камен темелници, или објавува одлука дека ќе влезат во Македонија. Еден куп фабрики сега ги имаат замрзнато своите инвестиции во Македонија. Второ, никој од владата не им крева телефон, нема некој кој што ќе разговара со нив, нема некој кој што пред нивните бордови, пред нивните управни тела ќе рече дојдете во Македонија, ајде да завршиме инвестицијата, ајде да се подпише договорот, ајде да се направи фабриката, донесете ги машините, вработете 300, 400, 500 луѓе. Никој тоа не го работи од целата влада. Значи, внимавајте, тие фабрики и таа шанса нема да трае долго време. Меѓународни институции велеа дека Македонија е најдобра во привлекување на инвестиции или меѓу најдобрите во Европа, но гледаме дека целата таа работа е сега ставена во лер и за жал економијата ќе трпи. Господине Ѓорчев, ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Алфа. Ви благодарам и на вас. Поздрав до вас и вашите гледачи. Само на крајот би сакал да порачам дека ќе помине оваа работа. Не може оваа држава да му биде одземена на народот. Оваа држава му припаѓа на народот, на гласачите, а не на некои постизборни мешетари, коалиции, бајпас варијанти во кои што се фалсификува волјата на народот. Значи, жива е Македонија, ќе помине и ова и през Македонија ќе огрее ново сонце на слободата, затоа што Македонија е една константа, една субстанца која што не се губи.